Може би сте слушнале, може би сте читале, имате како сознание дека, мислам тоа општо е познато и го знаеме, сме гледале може би по некој филм, дека гладијаторските борби биле вистинска атракција во Рим, во Римското царство воопшто. Но интересно е што во времето на Јулије Цезар се практикувало дури по 300 пара на гладијатори да бидат присутни на самиот терен долу. И тоа не било шега, тоа не било фудбалска утакмица како тенеска или нешто друго, туку безпоштедна борба. Дури има за некои записи кои што велат дека во времето на Трајан по неколку илјади пара на гладијатори знаеле да се најдат долу на теренот, во тие арени, и кој ќе се одржи до крај, оној кој што навистина е спремен, оној кој што навистина е вешт со својот меч, во своите борби, а сето тоа како атракција за публиката. Во што уживале? Меѓутоа не се сменил многу светот денеска. Прашањето е како ние и кој од нас може да се одржи во времето во кое што доаѓа. Сме имаме некои слични теми, меѓутоа од еден малку поинаков аспект ќе погледнеме вечерва. Можеме да отвориме во Откровение 6.17 за почеток. Откровение 6.17. Од овде произлегува и насловот. Зашто дојде великиот ден на неговиот гнев и кој може да се одржи? Кој ќе се одржи на великиот ден на Божиот гнев? Што е тоа што може да не одржи? Малахија 3.2 е следниот стих. Книгата на пророк Малахија, 3 глава, 2 стих. Сличен стих. Но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање и кој ќе устои кога тој ќе се јави? Зашто тој е како огнот на леарот и како пепелницата на белачот. Нашиот Господ е Господ како оган што спалува. Знаете, мноштво на народ, за жал, ќе викаат паднете карпи и камења врз нас. Да го сокријат, секако да го сокријат лицето од Господа. Кој ќе устои? Кој може да се одржи во тој ден? За некој ќе биде величествен. Но кој се тие? Данијел 12.1, многу убав стих исто. Познат стих, Данијел 12.1. Во она време ќе стане Михаел, големиот кнез, кој ги штити синовите на твојот народ. Тоа ќе биде време на страдање, какво немаше откако се луѓето па до тоа време. Во тоа време ќе се спаси твојот народ, сите кои ќе се најдат запишани во книгата. Само овој стих да го издвоите, па можеме да очекуваме дека навистина доаѓаат времења на страдање, какви што никогаш не биле. Кој би можел да се одржи? Дали тоа се оние гладијаторски способности, кои што и вештини, кои што би можеле да ни помогнат да се одржиме во тоа време на неволи, време на страдање, како што никогаш не било. Можеме да замислиме какво време ли ќе биде. Какви страдања денеска има на земјата, а какви би можеле да бидат. Не знам дали и најбујната фантазија би можела да го долови сето тоа. Кога Светиот Дух ќе се повлече, кога навистина ќе се види сето зло кај луѓето. Ако читаме во Откровение, познатите стихови во 13 глава, 3 и 4 стих, Откровение 13, 3 и 4, стихови кои што говорат за нашето време,
за зверот од морето, и видов една од неговите глави како да е смртно ранета, но неговата смртоносна рана беше исцелена. Ние живееме во времето после исцелувањето на смртната рана на првиот звер. И се зачуди сета земја и тргна под зверот. Сета земја тргна под зверот, знаете. И му се поклонија на змеот, што му даде власт над зверот. На кого му се поклонија? Кој е змеот? Ѓаволот. Од 12 глава Откровение змеот, знаеме дека е ѓаволот. Му се поклонија на змеот, на ѓаволот, што му даде власт над зверот. Му се поклонија и на зверот, велејќи кој му е еднаков над зверот и кој може да војува против него, кој може да се одржи. Со што може да се војува? Осмиот стих од истата глава вели: ќе му се поклонат сите кои што живеат на земјата, но не сите. Потоа да објаснува стихот и вели, чии имења не се запишени во книгата на животот на јагнето заклано од создавањето на светот. А што велеше во Данијел 12:1? Дека ќе стане во тоа време на големи страдања и неволи како што никогаш не биле, Михаел, Исус, големиот кнез, и ќе ги заштити своите синови и својот народ, ќе го спаси својот народ, сите оние кои што ќе се најдат запишани во книгата на јагнето. Значи, изгледа дека ќе се одржат оние чии што имења се запишани во книгата на животот. Овде, од овие стихови до сега барем произлегува. Кои што нема да му се поклонат на зверот, кои што нема да му се поклонат на змеот, туку ќе го слават Господа. Наспроти, мноштвото ќе му се поклонат, пак да го прочитам 8 стих, и ќе му се поклонат сите кои што живеат на земјата, чие имења не се запишени во книгата на животот на јагнето. Мноштво народ. За разлика од она мала група, чии што имења се запишени во книгата на животот и кои што Господ ќе си ги избори. Какви да бидат тие неволи и страдања, Господ си ги има своите во своја рака и си ги штити. Но, се уште прашањето, кој ќе се одржи? Сега ќе тргнеме малку низ неколку стихови по низ еден процес на елиминација, за да видиме кој не може да се одржи и што не може да не одржи во последното време. Еве, ќе почнеме од нешто што без кое што не се може, можеме да кажеме. Иако ќе го стално го цитирам брат Коци од Свети Николе, кој што вели, кој ги измисли? Мислам на парите. Не се може, затоа што едноставно се средства со кои што тргуваме и така натаму купуваме. Но дали парите би можеле да не одржат во последното време, времењата на страдања? Еве, и денеска стана зборка и во домот на брат Раде, мислам дека Ивана спомна нешто Марс и не знам одење на Марс, па луѓето веќе пречувствуваат дека нешто ќе се случи овде на оваа планета, па сега си прават фантазии во умот, ќе одат на Марс, ќе одат на месечината, сеќавате од кога беше еднаш ви кажував тука, тоа беа надписи кои што ги читав, предпоставам дека колку толку се веродостојни купуваат плацеви на месечината. А за да купиш плац на месечината, веројатно треба да имаш пари, нели? Или пак прават скривници, се подготвуваат за, не знам, нуклеарни војни. Па не знам кој, па веројатно тие што се прават газди и овде на планетата Земја, па се прават и таму газди, знаете. Тој ше е освоил месечината, може да каже. Ако воопште и бил таму. Ако воопште и бил таму некојаш. Па некој си тргува, значи некој си печели на сметката на некој безумни, да кажем. Пословици 11.4. Пословици 11.4.
Ајде да се подсетиме на неколку стиха овде. Кој ќе се одржи во денот на Божиот гнев? Пословици 11.4 вели, богатството не помага во денот на Божиот гнев, а правдата избавува од смрт. Значи многу јасно. Како, на кој начин е да размислиме, како би можеле парите да ви помогнат? Да не случајно мисли некој дека ќе го потплати судијата, мислам, на судијата, великиот судија. Како што нели си имаат навика денеска да си местат, да си подкупуваат и така натаму. И лесно да поминуваат оние кои што имаат пари. Нели, често пати ни се приговара на нас како на држава дека ете корупција има многу. Како да кај нив нема? Како да кај нив е се чисто. Корупцијата никогаш нема се искорени на оваа земја, затоа што ние многу добро знаеме во кој правец оди човештвото. Првата карактеристика која е во прво послание до Тимотеј, прво ли беше послание, 3 глава, да? Од првиот стих, дека ќе настанат времиња тешки, зошто? Затоа што луѓето ќе станат сребролюбци е првото. Тоа го гледаме насекаде. За пари денеска се прави, држава се продава и се. Пословици 11.28, истата глава, значи подолу 28 стих. Кој се надева на богатство пропаѓа, а праведните ќе цветаат како зелено лисје. Че видите, и во двата стиха гледаме нека богатството не помага, а праведните, правдата избавува од смрт. Или праведните ќе цветаат како зелено лисје. Дотидеме во Исаија, за момент 2 глава Исаија, 20 и 21 стих. 2 глава Исаија, 20 и 21. Во оној ден, че ни стиховите го гледаме, провејува тоа, во денот на Божиот гнев, во оној ден. Во оној ден човекот ќе им ги фрли на кртиците и на лилјаците своите сребрени идоли и своите златни идоли, на нечистите божества што си ги направил за себе си, за да им се поклонува. Чи залудни се и златото и среброто, залудни се и така наречените богови, божества, затоа што тоа се само едни обични идоли, предмети. И 21 стих, која ќе избега во пештерските шупливости и во распуканиците на карпите пред Господовиот страв, пред болското на неговото величество, која ќе стане да растресе земјата. Еве повторно овие слични изрази, како во Откровение. Значи, ќе бараат каде да се сокријат. Никакво злато, никакви пари. Може би прочитавме, може би слушнавте дека тоа беше може би пред неколку недели. Јас прочитав дека Русија, Иран и Турција, мислам дека престанале да го користат доларот како валута за трговија и така натаму, туку своите валути. И зошто Путин изјавува и вели, па затоа што американскиот долар е толку несигурен. Американците должат, според најнови податци, околу 15 трилиони, значи, долари. Тоа е огромна сума на пари и во секој момент може да се случи пак некоја економска криза. И уште еден податок во истиот тој текст стоеше дека се повеќе ги изголемуваат своите резерви на злато, мислам на Русија. Затоа што знаат дека еден ден таа хартија ќе изгуби вредност, тоа често пати го зборуваме од ова место, меѓутоа и златото ќе изгуби. Мислам нема да има никаква вредност во тој ден. Никакво злато, никакво сребро, ништо нема да помага. Да отвориме за момент во Авакум, овде има интересни стихови. Авакум 1 глава од 2 до 4.
Сега погоре прочитавме дека богатството не помага во денот на Божиот гнев. Кој се надева на богатството пропаѓа. Рековме дека тој судија, нашиот Господ Исус Христос, не може да го подкупите со пари. Наспроти богатството, правдата и праведните цветаат и обстануваат. И сега, еве ја состојбата среде Божиот народ во еден период, ми често пати знаело да биде така, на отпад, кога Авакум вика кон Господа. И вели, до кога, Господе, ќе викам за помош, а ти да не чуеш, да викам кон тебе насилство, а ти да не спасиш. Зошто ми ја покажуваш неправдата пред очи, зошто го гледаш угнетувањето? Грабеж и насилство се пред мене, расправија и раздор бесниот. Затоа законот ја изгуби силата, а правдата не се појавува ни за миг. Да, злосторникот го гони праведникот, затоа судот излегува изопачен. Ова е состојбата која што била среде Божиот народ, пазете. Божиот народ, кој што го знае, го има, го поседува законот Божи. А камоли состојбата во светот. Но тоа е во ситуација кога можете и да подкупите, можете и било што да прави, да си гледате од своја, да си го толкувате законот на свој начин и така натаму, и така натаму. Но кај Господа нема така нешто. И сета неправда која што се прави на оваа земја еден ден нема да обстои пред Господа. Ниту богатство, ниту пари, ниту мохници, ни ништо. Праведните ќе цветат како зелено лисје, правдата вели избавува од смрт, погречитавме. Оние кои што се запишени во книгата на јагнето. Какви неправди да минуваат овде на земјата, сепак пред великиот судија ќе бидат оправдани. Значи, дефинитивно парите и богатството не вршат работа. Славата. Пословици 10.7. Денеска сите се, за овие две работи сите се тепаат, значи слава и пари. Ете, може би, пошто сум славен, ете, може би, пошто сум познат, па некако ќе можам да се пропна. Ќе имам подршка. Благословен е праведниковиот спомен. Повторно праведникот го има овде. Благословен е праведниковиот спомен, а името на нечестниот ќе изгние. За кого ќе има спомен? За праведникот. Таа слава, земска слава е никаква. Оние звезди таму, холивудски, не знам какви. Псалм 34.16, ништо не вреди. Псалм 34.16. Господовото лице се свртува против злосторниците, за да им го сотре споменот на земјата. И еден ден навистина ќе нема никаков спомен за нив. За разлика од нив, праведниковиот спомен ќе остане, ќе биде благословен. Данијел 12.3, истата таа 12 глава, го читавме првиот стих. Разумните ќе блескаат како сјајниот небесен свод и кои ги учеа мнозината на праведност како звезди довека во сета вечност. Кои ќе блескаат во целиот свој сјај и тоа довека во сета вечност. Кои ќе бидат тие кои што ќе бидат славени. И Господ преку нив пред се нормално. Оние кои што вели се разумни, праведни, кои што ги учат другите на праведност. Нивната слава ќе биде сочувана. Никаква земска слава нема да помени, не може да помени. Ајде сега да отвориме во
Мислам дека е Јов 19:14, скратеница ми е, не е веројатно Јован. Да, Јов. Јов 19:14. Ги снема моите ближни и познати. Ме заборавија гостите на мојот дом. Денеска мнозина успеваат, па поготово во оваа наша Македонија, да ви кажем искрено, тоа е еден од најголемите проблеми според мене. И држава нема да може да биде држава се додека соодветниот човек со соодветни способности не се стави на соодветно место. И да не се гледа од каде, од што е и каков е, не знам што, дали е способен или не е способен за тоа место. И знаете, денеска, значи тоа врскажиство, како кажам, кај нас од секој цветало и ке цвета. Ако некој мисли дека неговите ближни, неговите пријатели, оние кои што го буткаат да успее во овој свет, ако мисли дека ќе може покрај нив да се протне и да се одржи во последното време, тоаш се излажал. Што вели овде, ги снема моите ближни и познати. Ми забравија гостите на мојот дом. Ова го кажува Јов. Има ли ваши ближни, ваши познати кои што ве забравија од како поверувавте? Или се оттргна од вас? Ете да кажам така. Затоа што нивниот пат е друг пат. Јас се уште имам некој така слаб контакт со некој од другарите, меѓутоа сите се отидоа, сите ме напуштија, да кажам така. Од нигде ништо, мислам, само со тоа што поверував, ја прифатив вистината. А што вели Матеј 10:36? Не само пријателите, не само другарите, и вашите во куќата можат да се свртат против вас. И непријатели на човекот ќе бидат неговите домашни. Ако читаме из Библијата, дали сме свесни колку настани има запишено во Библијата каде што се случуваат предаства или слични нешта во семејниот круг? Кој го убил Авел, например? Кој го предаде Јосифа? Кој го предаде Исуса? Ближните, пријателите, браќата, братот го уби својот брат Авел. Може би се прашуваме некој зашто Исус кога вели тамо да ги сакаме ближните и веднаш потоа вели да ги сакаме и непријателите. Зашто е тоа така? Може би некоја што е едната иста група на луѓе. Навистина, вистината, Божјата реч како меч раздвојува. Ако сме се одлучили за вистината, ако сме се одлучили на вистина за правдата, тоаш ќе чекориме во друг правец од нашите ближни, пријатели. Да се читаме сега во Исаија 24:20. 24:20 Исаија. И предходно во домот на Раде ме праша зашто дали имам дозвола возачка, дали сум полагал, дали знам да возам, ни едното ни другото го немам. Обично знам да кажам, јас сум најсигурен на моите две нозе. Или посигурен сум кога некој ме вози, откако ја да земам да возам. Но најсигурен сум на своите две нозе. Но ако некој е сигурен дури и во земјата, која што гази еден ден, ќе се излажи во тоа. Послушайте Исаија што вели 24:20. Земјата ќе се залула како пијаница, ќе се занише како колиба, толку ќе истежне незиното беззаконие и што ќе падне и веќе не ќе стане. Страшни работи ќе се случуваат навистина. Самата земја ќе има потреси, не знам дали забележувате, меѓутоа се почести се вулкански активности, не знам дали пратите тоа. Тоа е се почесто и почесто. Из целата
земјина топка. Зарем не е тоа исто така некој предзнак на она што доаѓа? Знаеме како ќе биде уништувањето на крајот на планетата Земја, конечното уништување. Земјотресот, да, цунами. Небото и земјата ќе поминат, вели во Матеј 24:35, но моите зборови нема да поминат. Таа земја ќе помине. Ќе се витка, вели, тамо како книга, како хартија. 1 Јованово 2:17. А светот поминува и неговата поход, а кој ја извршува Божјата волја останува довека. Овој свет ќе помине. Нити можеме се надеваме на имот, нити на било каква заштита. Ете, како што кажав претходно, се копаат внатре скривници во земјата и така натаму, за да се избегнат некои катастрофи за воиднина, меѓутоа ништо од тоа не може да не одржи. Што е потребно да се одржиме? Јас немам многу да прочитам, неколку стиха со оглед на времето. Псалм 91, 7 и 8 стих. Многу убаво ветување овде имаме, познате овој псалм. И нека паѓаат илјади покрај тебе, десетици илјади до твојата десница, но до тебе нема да се приближи. Само штом погледнеш со окото, веќе ќе ја видиш платата на грешниците. На кого му се опатени овие зборови? Ако грешниците паѓаат илјада и илјади покрај тебе, кој си ти тој? Праведникот, оној кој што си на страната на правдата, на страната Божја. Исус Навин 23, 9 и 10. Исус Навин 23, 9 и 10. Господ изгони од пред вас големи и силни народи и никој до денес не можеше да устои пред вас. Еден од вас тераше пред себе илјада, зашто Господ вашиот Бог се бореше за вас како што ви вети. На страната на правдата, на страната на праведникот е секојаш Господ и Господ ги бие битките. Еве да се подсетиме на оние убави зборови што Господ му ги упатува на Мојсей. Односно, овде Мојсей му вели на народот, а во Излез 14.13. 2 Мојсеева 14.13. Не бојте се, му рече Мојсей на народот. Стоите цврсто и ќе видите што ќе стори Господ, за да ве спаси денес. Египетците што ги гледате денес, никогаш веќе не ќе ги видите. Ништо нема да остане од нив. И ја би завршил со, ќе опрочитам целиот 91 псалм, всушност. И овде имаме се. Кој е тој кој што може да се одржи и како можеме да се одржиме? Ти кој живееш под покрив на Севишниот. Што читавме во утринските стихови? Прибежиште, наша закрила треба да биде Господ. Само така ќе може да се одржиме. Ти кој живееш под покривот на Севишниот, што се одмараш во сенката на Седржителот, речи му на Господа, прибежиште мое, тврдино моја, Боже мој, на кого се надевам. Зашто тој ќе те ослободи од примката на ловецот, од гибелниот помор, ќе те заштити со своите крилја, ќе се засолниш под неговите крилја. Неговата вистина е штит и закрила. Не ќе се боиш од ноќен страв, нито од стрелата што лета дење, ни од поморот што се подкраднува во темнина, ни од гибелта што опустува напладне. И нека паѓаат илјада покрај тебе, десетици илјади до твојата десница, но до тебе нема да се приближи. Само штом погледнеш со окото, веќе ќе ја видиш платата на грешниците. Зашто Господ е твое заслониште, го избра Севишниот за своја закрила. Нема да те најде несреќата, неволјата нема да се приближи до твојот шатор, зашто им заповеда на своите ангели да те чуваат на сите твои патишта. Ке те носат на раце, за да не се сопнеш на камен. Со ногата ќе газиш лав и лутица, ќе ги изгазиш лавчето и змијата. Ќе го избавам зашто ме љуби, ќе го закрилам зашто го познава моето име. Ќе ме повика, а јас ќе го услишам, со него ќе бидам во неволја,
ќе го спасам и ќе го прославам. Ќе го наситам со многу денови, ќе му го покажам моето спасение. Ова е доволно, иако има уште, и тоа доволно е. Господ е наша закрила, Господ е наше засолниште, Господ е наша помош. Ништо друго, ништо ово земско не може да не спаси или да не одржи. Залудно се надеваат луѓето на овој свет во некаков излез, во некакви заедници, во некакви групирања, било што. Господ трпи и се уште трпи. Господ има се под контрола, меѓутоа ќе дојде ден кога навистина ќе дојде крајот на милоста. А сите ние сме под милост и сите ние живееме во милост и на крајот ќе можеме да се одржиме само заради неговата милост, но и нашата определба, нашиот избор да бидеме на негова страна, да бидеме на страната на правдата. Да, може би затоа така не води Господ некојаш во нашите животи да ги оттргнеме сите врски, да се од земски врски, да се навикнеме, да веруваме, да се подпираме само на Него. Знаете, тоа е искуството на Исуса во Гециманија. Сите спиеле, немал никаква подршка човечка, иако неколку пати барал. И Господ не го оставил, Господ му пратил ангел од небото, Господ му пратил охрабрување, Исус на крајот ја донел вистинската одлука, решил не моја, твоја воља, Господе. Тоа е и нашиот пат, и ние имаме своји Гецимани, и ќе имаме своји Гецимани во животот. Господ не учи од ден на ден како да целосно му веруваме и се подпреме на Него. Како што сега да не го копирам Паул, како што тој знаеше да каже, да го тргнеме погледот од земскиот прав и да го насочиме горе кон небото, затоа што ништо во земско не може да не спаси и да ни помогне да се одржиме од тој гнев, ден на Божиот гнев. Нека Господ ни помогне. Амин.